Не, апсолутно не, тоа се неточни предвидувања. Коалициите, тоа што го кажав сега на албански, се прават на програмска основа. Не се прават на основа на делење на контингенти гласови, третирајќи ги гласачите како контингенти кои што можете да ги пратите на едната и на другата партија. Туку се прават на основа на комплементарноста на идеите. Коалицијата помеѓу ДУИ и СДСМ во Чаир и во град Скопје и во влада е направена согласно заедничките заложби за прогрес на општина Чаир и на град Скопје. И секојш проект кој што е дел од контратата, од договорот на Висар Ганију во Чаир е претходно договорен со програмата и е комплементарен со програмата на Петар Шилегов и со програмата на владата. И такви граѓаните очекуваат такви коалиции кои што се однесуваат на програмски заложби и кои што можат утре да стојат позади реализирањето на тие проекти. Секој договор кој што е задкулисен, кој што е заради спасување на политички кариери, кој што е со цел третирање на граѓаните како контингенти гласови, е неприфатлив за граѓаните, е навредлив за граѓаните. Ќе ви докаже 29 октомври дека гласачите не прифаќаат такви договори. Прифаќаат договори кои што се однесуваат на изградба на клиника, на кој што владата стои позади клиниката за деца на Газибаба, заради 16 кружни текови кои што треба заеднички со градот Скопје и Петре Шилегови Висар Ганији да ги средуваат, заради бројните проекти кои што се дел од договорот на Висар Ганију со граѓаните на Чаир. Граѓаните сакаат перспектива. Овие избори се контраст и е многу јасно. Имате една проевропска и реформска коалиција и имате нејасна коалиција чија што перспектива е тотално нејасна. Граѓаните им е јасно каде сакат и пораката ја дадоа на овие избори. На 15 октомври граѓаните со огромно мнозинство гласови кажаа дека се за прогресивна, проевропска, прореформска коалиција која што работи не за да ги уништи другите, не прави коалиции против нечии други политички партии, туку прави коалиции за да спроведе програми. Тоа е разликата помеѓу нас и нив. И од тука сакам да искористам можноста да ги повикам сите граѓани, сите групи, сите политички партии кои што сметаат дека вредностите и заложбите кои што ги има ова проевропска и прореформска опција да ни се придружат, да бидат дел од овој караван на победници кои што се докажа како најголем победник на првиот круг. Се разбира, право е на партиите да се здружуваат, право е на граѓаните каде ќе се одлучуваат, меѓутоа сликата е црно-бела на овие избори. Имате проевропска и прореформска коалиција и имате сосема нејасна коалиција од другата страна каде што граѓаните се стравуваат каде ќе ги носи. Тоа, бидејќи се работи за коалиција со опозициони партии, во кои што шпекулациите се дека има и коалиции со македонски опозициони партии во таа група. Мислам дека коалиционите партнери ќе седнуваат и ќе донесат одлука што понатаму. Ја и благодарам.